Добар ден, разговараме со директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски во однос на последните на извештајот од ДЗР, во кој што дел од медиумите и одредени структури го представуваат како попис кој што е фалсификуван. Моето прашање е дали имаме фалсификуван попис и дали може да веруваме на овие податоци кои што ДЗС ги има изнесено и добиено од пописот во 2021. Добар ден. Имаме попис кој што е во целост по согласно со сите светски и европски стандарди. И апсолутно можеме и треба и мораме да им веруваме на овие податоци. Извештајот на Државниот завод за ревизија не се бави со методолошките работи. Извештајот на Државниот завод за ревизија е во насока дали се задоволени сите правни и финансиски моменти во врска со ова голема статистичка активност. И никаде во извештајот не се даваат никакви ни сомневања, ни било што никакви аргументации во однос на методолошките аспекти, кои што се сепак стручна проблематика. Така да сите овие надписи кои што и јас ги пратев деноиве и телевизиски коментари или слично, во однос на сомневањата на податоците, мислам дека и за време и пред и за време на спроведувањето на пописот и за време на објавувањето на резултатите од пописот кажувавме и аргументиравме дека апсолутно треба да се верува на овие податоци. Коментарите во што јас барем ги следев се повеќе во насока на тоа дали требало диаспората да биде попишувана или не треба да биде попишувана. Она што ги утврдува што може да биде цел на попис, што не може да биде цел на попис. И останато сите елементи натре во рамките на тој попис се препораките на Обединетите нации за регионот на Економската комисија за Европа и Евростат. Значи тоа се заеднички документ, се нарекуваат препораки и тука се дефинирани сите елементи што тоа може, треба прво што мора да биде вклучено во пописните прашалници и што може да биде зависно од потребите на поотделни земји. Во членот во глава 5, морам да го прочитам параграф, мислам дека е 397 од препораките, се дава јасно препорака за земјите кои што имаат проблем со емиграцијата, дека може да извршат попишување на овој дел од населението. Со тоа што тој дел не може да биде дел од вкупното резидентно население. Јас можам да го прочитам и во оригинал. Делот го носам. Тука баш е овој параграф гласи: групата на осудни лица кои живеат во странство една година или повеќе може да бидат особено важни за земјите кои имаат високо ниво на емиграција. Некои земји се обидуваат да е проценат емиграцијата преку пописот врз основа на собраните податоци за овие лица, например со користење на емиграциониот модул во прашалникот. Досегашните искуства покажаа дека од пописот тешко може да се очекува да се обезбеди точна бројка на вкупниот број на емигранти кои живеат во странство. Сепак, ваквиот пристап може да им обезбеди одреден број на податоци за некои подгрупи на иселеници, како што се оние кои емигрирале неодамна или за оние кои имаат блиски семејни врски во земјата. Ако податоците за осудните лица кои живеат во странство една година или повеќе треба да се соберат во текот на пописот, нивните податоци треба да се разликуваат од податоците собрани за вообичаеното резидентно население. Значи, овде е многу прецизно кажано дека прво може земја која има проблем со емиграција, а ние сме со итекаков проблем со емиграцијата, да ги собират. Значи, сите тврдења дека било надвор од правилата на Европската унија, Обединети нации, паѓаат во вода со овој член на препораките кои што се донесени од страна на ЮНЕЦ и Евростат. Втора работа овде многу прецизно е кажано дека тие податоци не може да бидат дел од категоријата вкупно резидентно население, како што и ние постапивме. Тие се во посебна категорија нерезидентно население. Така се и објавени податоците, така и се третираат. Така да сомневањето дали требало не требало да бидат дел од пописот паѓа во вода. Ние и на самиот почеток кажеме дека не гајме илузија дека ќе го фатиме сите. Целата беше да видиме колку што е можно повеќе да фатиме со
попишување на оваа категорија население, да бидејќи немаме никакви податоци во однос на тоа, знаеме дека има огромна емиграција, да оцениме, да добиеме да направиме оценка, односно представа кога се случувале најголемите емиграциони бранови и во кои правци. Значи, и врз основа на што го стопреме, тоа може да се заклучува. Тоа што одредени политички структури има интензивна кампања нашите иселеници да не се попишуваат, Па не само иселениците, во голема мера да немаме поголем офат. И дома да не се Ама беше попишуваат. најизразен. Значи, во овој дел беше најизразен. Никаде, во ниту едни препораки, тоа е оставено на секој земја како ќе го организира начинот на прибирањето на податоците. Не е дадено како тоа ќе го прават. Таму се препорачени повеќе методи на спроведување на попис. Едната, најпозната до сега е тој традиционален начин на попишување, тоа е лице во лице интервју. Вториот модел кој што се препорачува е комбиниран метод кој што ние го употребивме, каде што дел од информациите на населението може да се обезбедат од одредени бази на податоци, ако постојат во земјата, а дел, оние лесно, брзо, менливи податоци и слично, да се добиваат преку интервју лице во лице. Трет модел е модел на попис користејќи исклучиво податоци од регистри, значи воопшто не се оди на терен, нема никакво интервју лице во лице. И четврти модел, тоа е, ама само Франција во светот го применува, така наречен ротирашки попис, rolling census, каде што фактички во текот на 10 години се прават огромен број на анкети, врз основа на тоа се прават некакви податоци на попис. Ама тоа е уникатно и единствено, да сега применува само во Франција метод. Значи, и во однос на методот, апсолутно не отстапуваме од оно што е дадено во препораките. И кога користите податоци и регистри, ви имате таа можност да употребите се што имате на располагање од тие регистри. Оно што е многу важно, тоа што се наоѓа во тие регистри, е прво документирано. Значи, тој податок едноставно не можете да се сомневате во неговата веродостојност, бидејќи е документиран. Вие, ако сте вработен и во управата за јавни приходи плаќате даноци, таму сте регистриран дека сте вработен, дури и каде сте работен и кое работно место и што работи, тоа се се документирани податоци и апсолутно точни. И нема потреба да го заморувате ако ги имате на располагање. Дали работите некаде? Да поставувате такво прашање кога веќе го имате одговорот. Проблемот се поставува за лицата кои што се ангажирани во оној сивиот дел кај што нема регистрирано, а вршат некаква дејност, некаква работа за некаков надоместок, тука веќе мора да се собере тој податок преку изјава лице во лице. И оваа можност се користи. Апсолутно, мислам дека овој попис не само што најмалку треба да се сомнеа податоците, него туку е и директно документирано потврден квалитетот на податоците. И она што е најважно во пописот, ни дава користењето на ваквиот метод ни дава можност да имаме комплетен офат. Значи 100% офат. Спомнавте вие, или можеби не, во надписите често се спомнуваше зошто сме импутирале податоци за 130.000 лица. Вие знаете дека имавме организиран бојкот. Значи не само за диаспората, туку и внатре во земјата. Истите тие кои што повикува на бојкот, да, сега се сомневаат на податоци. Па тоа секој ше така, нели? И сега бидејќи вината зошто ке тие лица сме ги импутирале податоците фактички на тие кои што ги тераа да бојкотираат, сега да се испираат својата вина, префрлаа дека не биле точни податоците. Како може да не биле точни податоци кога се преземени од регистри, кај што се документирани податоците? Сега, кај овие лица единствено што нема податок е за она што е лично чувство, тоа е за етничката припадност, јазикот кој што мајчиниот јазик и јазикот кој што го говорат во домаќинството, кој што го користат во комуникација во домаќинството и вероисповест. Се останато е проверено и точно и превземено од базите на податоци. Значи, ниту едно лице кое што требало да биде предмет на пописот не е изоставено. Ниту едно лице кое што не требало да биде предмет на пописот не е вклучено во пописот. Или во различните категории на население. Така да ова е проверено до последното лице и е апсолутно точен број, точен податок. Заводот за ревизија во суштина има сосема друга работа. Ревизијата кога ја прави, кажа на почетокот, во однос на правните моменти и во однос на финансиските моменти. И таму има одредени забелешки кои што се коректни. Зошто се наоѓаат тие забелешки воопшто или зошто се случиле тие дејства е и самиот извештај во ВОВЕ дава причините. Значи ние
Законот за спроведување на пописот се донесе на 21, ако не се лажам, јануари 2021 година. Ние требаше во април да имаме попис. Значи имавме сена да се нешто малку повеќе од 2 месеца да ги проведеме сите правни процедури. Владата уште во 2019 година одреди буџет, бидејќи донеса одлука да се проведува попис, за да можеме да користиме одредени средства за набавка на опрема, бидејќи тој процес трае малку подолго и треба да се запази целата процедура. Сепак се тоа голема сума на средства и треба да се заврши целата таа постапка. Во 2019 година беше ковид кризата. Се случи мало достање на доставата на компјутерите, на лаптопите кои што. Меѓутоа, сосема мало во такви околности, дури не занемарливо кратко достање, стигна целокупната опрема до последниот број со потребниот квалитет. Да не беше така, тогаш немаше спроведен попис, значи сите тие компјутери беа функционални. Нам ни требаше известно време да ги провериме таа функционалност. Значи, при приемот, тука има одредени забелешки, што е направен приемот, меѓутоа не е направен квалитативен прием, бидејќи треба да се проверат. Не можете вие да проверите 5650 компјутери за еден ден. Значи, проверка да траеше 6 месеци. Секој компјутер треба да се провери дали е функционален, во него да се инсталира апликацијата за пописот и така натака, дали тоа да се провери ќе функционира и слично. Значи, при приемот тоа не беше ни физички возможно да се направи. На база на примерот со неколку компјутери, вие колку треба да проверите за да видите да утврдите квалитет, во тој случај, значи најмалку 10%, тоа се 500 и кусур компјутери. Исто така бара многу време. Меѓутоа тоа се технички, како да кажам, формални забелешки. И во ред, коректни се, не е тоа спорно. Меѓутоа, дали тоа било возможно да се направи, тоа, нели, бирократијата тоа не огледа. Понатаму и околу доснењето, па тоа, ние бевме срекни што ги добивме компјутерите. Тогаш огромен број на сделки пропадна, едноставно. Дали, спорниот момент е и со софтверот. Дали софтверот функционираше и дали можеше да се побие и да се направи некаков хибриден напад? Имавме два типа на софтвер. Значи, еден за попишувањето во земјата и еден за попишувањето на диаспората, односно за само попишувањето. Она што се коментира е софтверското решение за попишувањето на диаспората, односно на нашите граѓани кои што живеат во странство. Диаспора е сепак погрешен збор. Овој софтвер е добиен бесплатно и направен како од општествено одговорна фирма, која што сакаше да помогне овој попис да успее и ова софтверско решение е направено бесплатно, со тоа што единствениот услов беше да стои нивното лого на тоа апликативно решение. Така да, тука немаме јавна набавка. Нема никаква јавна набавка. Државата не е оштетена со ниту еден денар. Тоа што раководителот на ова институција која што го направи, на ова предпријатие која што го направи софтверското решение, некојаш бил член на Советот за статистика, е дополнителен факт дека еве имаме одговорни луѓе во државата. Значи, господјата сакајќи да помогне, ни даде ни понуди на таква работа. И тоа треба да се поздрави, наместо да се сега напаѓа, треба такви, дај Боже да имаме повеќе такви случаи во државата кога некои луѓе се општествено одговорни и сака да помогнат. Понатаму таму имаше забелешки околу бидејќи пописот требаше да биде во април месец, ама тогаш беше пикот на пандемијата најголем, се донесе одлука и се промени измена на законот да се спроведе пописот во септември. Ние заради методот кој што го користевме, требаше да користиме клауд решенија, односно решение кое што ќе може слободно и безбедно сите информации, бидејќи тие информации онлайн се одвива, да функционираат. Немавме можност да правиме нова набавка за клауд. И моравме да направиме анекс на договорот со фирмата која што го доби набавката на тендерот за пописот во април. И тоа е дозволено согласно правилата во рамки на 20% од вредноста. Не надмина, далеко од тоа.
Немаше друг начин, ако немаше има попис. Ако ние 40 дена трае самата постапка, па уште ако има жалбени постапки, ние 2-3 месеца ќе имаме само постапка, ние во септември требаше да правиме попис. А нас не требаше клауд решението во август, кога беа обуките на попишувачите, инструкторите, државните инструктори и така натаму. Уште една забелешка имаше дека немавме доволен број на попишувачи. Факт е тоа. И тука не ја укажуваме цело време, тоа не е нешто што зависеше од нас, едноставно не се јавуваа луѓе. Што беше резултати на оваа кампања да се бойкотира пописот, притисок врз луѓето да не се пријавуваат и така натака, па дури некои што се пријавиле не доаѓа на тестирањето, не доаѓа воопшто на обуки и така. Значи, ама ние со тој помал број на попишувачи го завршиме пописот. Значи, успеавме да се снајдеме, да ја направиме нашата организација таква да и со таков број на попишувачи завршиме целата активност. И тоа дополнително имав, не знаете, пратевте и вие, и тоа апсолутно целосно бевте посветени на целиот процес, дека имавме не само антикампања, не само бојка, туку имавме дури и хакерски напади, кај што се блокираше неколку дена функционирањето на целиот систем и слично. И покрај сите тие работи ние успеавме да спроведеме попис. И наместо тоа некој да го каже на институцијата: браво, вие сте завршиле огромна работа, денеска некој сега тоа ќе го најде како мана дека заради тоа треба да се оспоруваат податоците до пописот. Апсолутно не е точно. И само за ваша информација, ако ние импутиравме 130.000 лица и Србија спроведуваше попис, импутира повеќе податоци на повеќе од 200.000 лица. Во Бугарија се импутираа податоци на повеќе од 1.000.000 лица. Во Хрватска на повеќе од 400.000 лица. Значи ова е редовна процедура, ова е нешто што е сосема нормално. Сосема нормално. Само анкетирање и Бугарија и Хрватска, главниот дел на собирањето на податоците беше преку само попишување. И за оние што се во земјата. Значи тоа е метод кој што е сосема дозволен. Метод не е тоа нешто што е ново, нешто што половина Европа кој што има традиционален или комбиниран метод кој што спроведува попис, го користеа овој метод. За жал кај нас се уште нивото на можности на нашето население не се такви да одите со на таков метод да биде главен на собирањето на податоци. Сепак, поинаку го чувствуваме ние пописот, посензитивно е, сакаме лице во лице, не сакаме, па и не знаеме. Често пати може да се греши многу, значи овој метод ако се користи треба многу внимателно апликативно решение, кај што ќе се избегнуваат грешки, што е невозможно, луѓето не ги разбираат одредени поими како што треба до објаснување и секогаш методот лице во лице подобар. На крај, заврши пописот каков што е. Сега гледаме дека одредени структури кои што бойкотира, повикува на бойкот, го спорува пописот, денеска ви вела дека резултатот е фалсификуван. Но дали денеска можеме да кажеме дека тие податоци што ги добивме на пописот во 2021, денес се користат и се многу битни за општеството? Прво, да, најголемиот демант на сите овие кои што се сомневаа или се сомневаа се уште во податоците во пописот го даде Евростат, кои што званично изјавија дека пописот во Македонија е спроведен согласно сите стандарди и на Европската унија и на Обединетите нации. Значи, ако некој не следи и тоа не следи во најголеми детали е Европската унија и во овој дел, значи, самата Европска унија, односно Евростат, како нивни репрезент, ја дада ова изјава. Втората работа, со огромно задоволство можам да кажам, дека податоците од попис имаат исклучително голема побарувачка. Значи, иако најголемиот дел од информациите се објавени веќе на нашата веб страница и слободни се до секој кој што е заинтересиран за нив и кај што имаме огромен број на посети на нашата веб страница токму за овие податоци, имаме дополнителни барања, голем број, на многу подетални информации, што е за поздравување и што е апсолутно добро. На крајот на кришата, целата таа огромна операција, која што не е само тешко спроведлива и тешко да се изорганизира, туку и чини многу пари, нема да има ефект ако овие податоци не се користат. Ние сме многу среќни што има навистина голем број на побарувања на податоци и се надеваме ќе има уште повеќе.